Господине Гошев, кога започнуваат подготовките за новиот ракометен шампионат за тимот на ракометниот клуб Струмица Зоми Мак М? Како се планирани, дали во тој подготвителен период ќе имате и контролни средби? Па добро, подготовките значи почнуваат понеделник, 5 август. Утре недела имаме прв собир на играчите. Нивно доаѓање во Струмица на старите играчи и на новите играчи кои што ќе го засилат тимот ова година. Значи од 5 имаме 4 дена подготовки во Струмица и некаде на 8 или 9 се заминува на 8-дневни висински подготовки во Банско, Бугарија. Планирани ли е во тој подготвителен период и некои контролки, дали веќе нешто преговарате, разговарате со можни контролни надпревари? Не, значи овие 10 дена ќе бидат исклучиво кондиционо спремање на играчите, значи висински подготовки, потоа почнува воигрувањето, нели она со топка во сала, а после некаде 20 август се планираат контролни надпревари, се планира некој настап на меѓународен турнир во Руманија, кој што треба да го прецизираме овие денови, меѓутоа се уште немаме ништо дефинитивно, но во секој случај до почетокот на првенството кој што треба да почне некаде околу 15 септември, минимум 7 до 8 пријателски надпревари ќе одиграме. Оседно се засили Струмица Зоми Мак М за новата ракометна сезона, каде што имате и деби на европската ракометна сцена. Кои се тие нови имиња кои што допатуваа во ракометниот клуб Струмица Зоми Мак М и кои остануваат од минатата сезона? Во однос на минатата сезона, кога Струмица од своето формирање повеќе од 5-6 години за прв пат избори пласман и во финалето на Купот на Македонија, меѓутоа и пласман во европските купови. Од составот од минатата сезона ќе недостасува единствено Дејан Пецаковски. Сите останати играчи кои што беа лани на располагање на тренерот Мики Пандев и оваа година го продолжија верноста кон нашиот клуб. Меѓутоа за возврат на тоа на левата бековска позиција донесовме дури 3 играчи. Тоа се Јовица Младеновски од Тинекс, најдобриот стрелец на четврто пласираната екипа минатата година. Тоа е Аце Ангеловски од Пелистер и играчот кој што последен дојде во нашите редови, тоа е Милорад Куковски од Вардар, кој што е и репрезентативец на Македонија. Во очекување сме на доаѓање на уште еден голман како позаимен играч од Вардар и исто така после 15 август треба да дојде и Ходор Нахас, десниот бек, како засилување од Либан, со кого се завршени преговорите, потпишан е договорот, меѓутоа во тека процедурата околу добивање на работна дозвола. Така да Зоми Мак М во однос на минатата година има значително посилен тим. Тоа не е и така направено туку така, едноставно јас сакам како председател на клуб да ја представам Струмица, да го представам клубот во на вистинско издание во европските купови, бидејќи реално после 60 години прв пат Струмица добива шанса еден клуб од Струмица во ракомет да настапи на меѓународна сцена и не сакаме да бидеме лесен залак на никого. Господине Гошев, што може да очекува Струмица од овој играчки состав кој што го најавивте, кој што ќе игра за ракометниот клуб Струмица Зоми Мак М? Што може да очекуваме во националниот шампионат, но и на меѓународна сцена? Значи со овие засилувања кои што ги доведовме за оваа сезона, плановите за во македонското првенство веќе не се зацртани. Тоа е повторување на најмалку третото место, што значи излез во европските купови до година. Реално, покрај Вардар и Металург, ние сме трета екипа по играчки состав и по организациона поставеност. Вардар, како што знаеме, сите љубители на спортот, за голема радост на сите љубители на спортот, не само во Скопје, туку и цела Македонија, направи еден европски тим кој што ќе биде, се надевам, конкурентен на европската сцена. Тука е Металург, кој што имаше еден период на осцилации, бркање на одредени играчи, меѓутоа во последен момент доведоа исто така добри и квалитетни играчи, така да реално тие се втор тим по јачина. Сега имаме некои информации кои што доаѓаат од Битола дека Пелистер е клубот кој што треба да направи една консолидација. Пелистер е македонски бренд и добро е да се консолидира и да блесне во на вистинско светло, така да мислам дека меѓу нас Пелистер, Тинекс Пролет ќе биде екипите за кои што ќе се бориме во македонското првенство за освојување на трето место и пласман во ЕХФ. Сега како што стојат работите, ние сме супериорно поквалитетни од двете нив. Во Купот на Македонија сигурно целта е за влез во последните 4 екипи. Сега ќе видиме благодарение на ждрепката дали ќе имаме шанси повторно да го повториме ланскиот успех и влез во финалето на Купот на Македонија.
На меѓународна сцена, поради рейтингот на Македонија кој што го има во Европската ракометна федерација, нашиот клуб имаше таа среќа да биде слободен во првото коло, квалификационо коло за европските купови. Во второто коло го очекуваме победникот од црногорскиот чемпион Ловчен и третопласираната екипа во израелското првенство Макаби од Тел Авив. Имате ли сознание за нив нешто и што може да очекуваме на меѓународен план? Да, значи имаме веќе сознанија, стапени се нашиот стручен штаб стапи во контакт со играчи кои што порано играле во Македонија, а сега се наоѓаат во Израел или играат во Црна. Исто така Ловчен го знаеме и преку Вардар и Металург, бидејќи овие сезони беше представник во СЕХА лигата. За Макаби од Тел Авив имаме помалку информација, меѓутоа знаеме дека најдобри играчи им се двајца српски интернационалци, Лев и десен бек, и исто така имаат голман од Србија. Ловчен во однос на минатата година е многу послаба екипа, бидејќи четирите најдобри играчи им се напуштени, меѓутоа сега со доаѓањето на нов тренер, значи легендата на југословенскиот ракомет Касим Каменица, веројатно ќе се консолидираат. Ќе имаме прилика на 8 или на 15 во зависност кога ќе биде утакмицата во Цетиње. Нашиот стручец секако ќе оди да ја погледне таа утакмица и да ја видиме реалната силина на двете екипи. Јас очекувам Ловчен да биде победник, тоа е мое очекување врз основа на нашите информации, што во спортот никогаш не можеме да бидеме на сигурно, а после тоа врз основа на нивниот моментален квалитет мислиме дека ќе ги поминеме во двата надпревари, бидејќи имаме една огромна предност, а тоа е дека првиот надпревар на 12 или 13 октомври го играме во Цетиње, а реваншот кој што ќе биде многу значаен, се надевам преполна сала овде во Струмица пред нашите љубители на ракометот, ќе играме реванш, што е дополнителна предност за нас. Господине Гошев, јас ви благодарам на ова интервју.